Ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Травматизираните жители на Хаити ноќта мина на улиците на Порто-Принс, стравувајќи од последователни потреси на катастрофалниот земјотрес што градот од вторникот го остави во урнатини. Се стравува дека десетици илјади луѓе се мртви, а уште наброено повеќе се наоѓаат под урнатините. Во продолжение во денешнава емисија ќе се обидеме да ви дадеме колку е можно повеќе аспекти од оваа катастрофа. Сведоци велат дека преживеани пееле молитвени песни во раните утрински часови, додека чекале на хуманитарна помош од меѓународните организации и влади ширум светот. Карго авиони почнаа да слетуваат на аеродромот во главниот град со спасувачки екипи и намирници од САД, Бразил, Исланд и други земји. Болниците во Хаити се преполни и недостасува медицински материјал за помош на повредените. Улиците се претворени во отворени гробници со мртви тела покриени со чаршави. Председателската палата заедно со главната болница во Порто-Принс, затворот и седиштето на мисијата на Обединетите нации во Хаити се меѓу илјадниците урнати објекти. За точниот број на загинати ќе бидат потребни недели. Бил и Хилари Клинтон, обајцата од различни позиции, силно инволвирани во катастрофата на Хаити. По продолжение ќе чуеме кои се нивните реакции. Поранешниот американски председател и специјален пратеник на Обединетите нации за Хаити, Бил Клинтон, веле дека земјотресот што ја погоди Карипската држава е една од најитните хуманитарни ситуации во историјата на американскиот континент. Во коментар во денешен Вашингтон Пост, Клинтон наведува дека Хаити има итна потреба од храна, вода, засолниште и основни медицински намирници. Тој додава дека по овој прв бран на итна помош останува да се заврши големата работа за опоравок и обнова на земјата. Клинтон подвлекува дека не смеат да се запостават плановите за долгорочен развој што ги подготвија владата на Хаити и меѓународните агенции. Државната секретарка Хилари Клинтон пак и секретарот за одбрана Роберт Гейтс ги откажаа патувањата по Азиско-Пацифичкиот регион за да помогнат во координацијата на помошта. Хилари Клинтон ја опиша ситуацијата во Хаити како катастрофална. Оваа држава веќе беше ранлива, најсиромашна нација на западната хемисфера со историја на слаби градби. Американскиот Црвен крст вели дека земјотрес со оваа јачина 7 степени остави третина од населението на Хаити во потреба од итна помош. Амбасадорот на Хаити во САД, Реймонд Джозеф, вели: What I know is that Port-au-Prince has been... Се што знам е дека Порто-Принс е уништен, почнувајќи од председателската палата, што е многу солидна градба. Ако таа зграда е толку силно погодена, можете да замислите што се случило со слабите градби наоколу. Огромна катастрофа. Джозеф повикува на 4 пати поголема помош од САД за неговата земја, што сега е на цифрата од околу $300 милиони. Тој ја повика и меѓународната заедница да помогне исто така. Меѓународната заедница помага. Самите Обединети нации имаат и своји човечки загуби. Вчера слушнавме дека околу 100 лица од Светската организација се водат за исчезнати во нивното седиште. Генералниот секретар Бан Ки Мун соопшти дека хотелот Кристофер, каде било седиштето на Обединетите нации, е срамнет со земја. И уште реакции од заедниците на американските хаиќани. Најпроминентната заедница меѓу нив е Мал Хаити во Мајами, Флорида. Членови на Алијансата на млади американски хаиќани безпрестан се обидуваат да им помогнат на оние кои имаат роднини во Хаити. Имам бојковци, тетки, не можам да стапам во контакт со никого. Се проценува дека има 45.000 американци во Хаити. Телефонските линии не функционираат. Сите сакаат да чујат некаков глас, знак, дека се добро. А често, кога има вести, тие не се добри. Никој не знаеше што се случува тамо. Кога слушнавме луѓе како плачат, бараат помош, не сфаќавме што се случува, вели овој волонтер. Имајте пред вас секој ден во годината. Пријавете се за бесплатен календар на Гласот на Америка, со што автоматски ќе започнете да добивате бесплатен електронски дневен билтен на вести. За сите информации појдете на glasnaamerica.com.
5 години по потпишувањето на мировниот договор во Судан, со што заврши најдолгата војна во Африка, американската државна секретарка Хилари Клинтон вели дека Судан се наоѓа на значајна крстосница. Во продолжение ќе чуеме како неколку групи за човекови права се здружија за да ја кренат глобалната свест за тоа што се случува во оваа земја. Со врева во потрага по мир. Ова е почеток на кампањата Судан 365 во Лондон за кревање на свеста за ситуацијата во Судан. Джеймс Смит е еден од организаторите. Тоа е како аларм да се здружат луѓето, да се фокусираат на опасностите со кои Судан денес е соочен. Една од тие опасности е како се распределува профитот од нафта и како ќе се спроведат првите избори во земјата по 24 години, што се очекуваат во април. Суданскиот архиепископ Даниел Денг вели: Ни треба фер поделба на приходот од нафта, ни требаат демократски избори, за да му покажеме на светот дека имаме демократија во државата. Присила Рубин го напуштила Судан во 1993. Таа вели била родена во војна и се надева дека мирот ќе дозволи да се врати дома. Сака незината керка, Анет, да се чувствува суданка. Символ на Судан е ова, во кое жените носат вода. Сакам да одам дома и да ги научам децата дека можат да носат вода во ова. Капанарите за оваа кауза не се огласуваат само од Лондон. Истото го прават во десетина други градови. Групата е сочинета од најпознатите тапанари од цел свет. Надежта е дека владите ќе се поттикнат на акција на поддршка за Судан во, како што многумина веруваат, најкритичната година за иднината на земјата. Утре во Newsflash, како да потребните 20 милиони нови работни места во САД. Гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Појдете и на нашата веб страница glasnaamerika.com, каде имаме многу повеќе информации. До гледање!